Секое време си има свои знаци и символи. Своја музика, свој театар, свои белези, свој трабант, своја лада, свои шарени. Ние сега пред референдумски си имаме црвен тепих, метла и весла. За несреќа веслата ми исчезна преку ноќ. Едното го однеле тврдо корните, а другото летна кон Белата куќа заедно со Заев и ќе се најде на анализа лично од американскиот потпредседател Мајк Пенс. За тој да утврди дали е добро веслото и дали само со него може да се извесла Вардар на влезот кај Солуна града, каде се портите кон НАТО. Оти предходно Матис и Вес Мичел дојдоа во Скопје, но изгледа тоа не можеа да го утврдат. Второ прашање. Зошто Заев и Димитров отидоа во Вашингтон, кога вчера или завчера еден куп американски представници, тоа високи, беа во Скопје? Дали има нешто во Заевата порака дека русите не се мешале во референдумот? Или пак станува збор за баналниот Монти Пајтоновски скеч со државниот протокол на аеродромот, кога се пречекуваше Матис, секретарот за одбрана? Дали е видена некоја скриена порака, нешто во црвениот тепих, во видот на метлата кој кај нас се прави од турско? Како и да е, една дилема се расчисти. Уставниот суд даде зелено светло за референдумот. Прашањето за нив е во согласно со Уставот и е јасно. На референдумот ќе треба да се изјаснуваме дали сте за членство во ЕУ и во НАТО со прифаќање на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција. Инаку во конечниот договор за кој треба граѓаните да се изјаснуваат, никаде не се споменува Република Македонија. И втората работа, не си ја кршите главата дали судиите, па дури и уставните, се под влијание на политиката. Тоа е речиси неизбежно. Дури и во една Америка или Германија, ако сакате. Поентата е колку можат да бидат издржливи на тие притисоци, колку веруваат во правото, колку веруваат во себе и во своето знаење. Но има една голема дилема која треба сите да ја знаеме пред да излеземе на гласање. Кои ќе бидат измените во преамбулата на Уставот и кои ќе бидат уставните амандмани? Тоа го прашуваат и од ВМРО ДПМНЕ. Почитувани граѓани на Република Македонија, Зоран Заев на среде рокот за водење на референдумска кампања мора да застане со лагите, манипулацијата, заканите и подкупот на гласачкото право. Каква ќе биде непријатната измена и како ќе гласи преамбулата според грчките условувања? Зоран Заев мора да каже што договорил и што прифатил да се избрише од Уставот согласно прифатените грчки услови во капитулацијата. Мора да каже каква непријатна измена подготвил на Уставот на Република Македонија и за каква држава ги тера граѓаните да гласаат. Зоран Заев мора да престане да го лаже и плаши народот, само да му мине капитулацијата. Па, ако најголемата партија сега во опозиција тоа не го знае, тогаш кој ќе го знае? Многу е чудна ситуацијава. Да не ја знаеме клучната работа за која ќе се изјаснуваме. Но, како и да е, што и да се случи, ние сме спремни за влез во НАТО. Доказ настаните во аеродром, во Скопјанка. Специјалните сили на АРМ открија дека во еден стан имало премногу искористени пелени, заради што мирисало на амонијак. Опасноста е одстранета. Пелените сериозно им конкурираат на новите символи на Северно-референдумска Македонија. Покрај пикавците на Ристич се додаваат и пелените на Шилегов и на АРМ, и тоа искористени.